Едно од најубавите тиквешки села кое по миграцијата го носи епитетот село без селани или село со 1 до 2 старци е село Бесвица. Ова богато со зелени ресурси и плодна земја гравитира во атерот на општина Демиркапија, а оддалечена е од Кавадарци околу 37 километри. На излезот од Демиркапија па се до селото се вози по необично оштетен и никогаш не асфалтиран пат, претежно макадам. Во центарот на селото не пречека младиот бесвичанец, сега жител на Марена, Маријан Најдов, кој е роден во селото, кој заедно со војко му Перо Бојков не угостија во нивната подновена куќа, каде не изненади виталната и вредна домаќинка сега 90 годишната баба Митра Најдова. Таа, иако во длабока старост, е со бистар ум и долго ни зборуваше за својата младост помината во рожден, а уште посреќна беше пресетувајќи се на брачниот живот во Бесвица, каде дошла како млада невеста, кога селото било живо, имало околу 300 куќи со турско население, а по нивното одење во Турција, од селото останале 80 македонски куќи. Имало и основно училиште со ученици и 2 учители. А сокаците на Бесвица биле живи, полни со млади, со селски игранки и со слави. Како млада, баба Митра не знаела за умор. Жнијала со срп, вршела слама, берела грозје, терала говеда, овци, а била и одлична домакинка. Инаку Бесвица, во пладневната посета кога бевме ние, сонцето печеше како подвршник, сепак беше пусто, со полу разурнати куќи, а училишната зграда веќе ја немаше. Ретки беа оние кои беа тука, не пречека и седеа во дворовите под ладовина. Перо, витален и вреден земјоделец, ни рече дека селото го сака повеќе од се. Тука е роден, но и имањето, 30 декари лозје, кое го обработива, се тоа повеќе од живо за него. Додека била жива сопругата, работеле многу. Во поле успеале да соберат 10 тони јачмен, 10 тони слануток, 3 тони кокар, но исто така сега е пасиониран рибар, ловејќи речна сладка риба од реката Бошавица. Сепак со посебна гордост ни ги покажа ловечките пушки на зидот, со кои како страстен ловец лови најчесто диви свињи, зајаци и друго. Запрашан за легендата за името на селото, Петар, според кажувањето на дедо му, 50 млади селани им фрлиле бомба една ноќ во селото, во собата каде спиеле турците, а за одмазда пак Агата ги обесил на гранките на легендарно стариот 5 века чинар. Сред село сега тој е легло на смокови и други влекачи. Иако земјата во Бесвица е родна и раѓа се од лозови, градинарски, дожитни култури, сепак нема кој да работи. Млади во Бесвица нема, освен нашиот домаќин Маријан, кој изградил куќа тука, има одлична идеја со проекти финансирани од ИПАРТ да развие собствен бизнес тука и го остави во наследство на своите 3 деца. Долго разговаравме на трапезата со специјалното јадење подготвено од баба Митра, дива свиња во гарнир со компири и прелив. На заминување веќе Бесвица потонуваше во приквечерина. Не испраќа 2-3 светилки, но тие се побројни за време на викендите, кога носталгичните бесвичани се враќаат во викендичките и уживаат во чистиот воздух и здравата зелена околина со која богато изобилува село Бесвица, Демиркаписко.